конвалесцентна плазма или антителата во организмот кој што се изборил со COVID-19. Конвалесцентна плазма е лек, односно еден од можните лекови за третман кај лицата заболени од коронавирусот. Меѓутоа, повеќе за оваа тема разговараме со доктор Радица Грубовиќ Растворцева, раководител на Институтот за трансфузиона медицина. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до вашите слушатели. Се надевам дека јас ме слушавте дека добро објаснив што значи конвалесцентна плазма. Да, одлично. Господја Грубовиќ, министерот Филипче соопшти дека во Македонија неколку пациенти се третирани со таква плазма. Меѓутоа, имаме ли, колкав е бројот генерално на пациенти? Имаме ли таква една бројка на пациенти кои што се излечени со таа плазма? Јас можам само да ви кажам дека досега што ги имаме сознанијата од колегите инфектолози кои што ја применувале кај болните пациенти, значи дека има позитивни искуства. Меѓутоа, за точната бројка ќе мора со нив да се чуете и да поразговарате. Јас можам да ви кажам во доменот што е наш фактички во селекцијата и земањето на конвалесцентната плазма, бидејќи ако нели се големи бројки кога ќе видиме и фала Богу што се толку големи на 1500 скоро здравени луѓе, меѓутоа сепак тие луѓе треба да исполнуваат услови како за покрај останатите за нормални, значи крводарители. Така да тоа оди доста тешко, затоа што пред се прво возрастната граница измеѓу 18 до 60 години, пошто поголемиот број заболени се исто така над 60 години, па исто така присуството на хронична болест ги исклучува од процесот на крводарување. Потоа треба да се, значи, според параметрите предвидени, значи да имаат верификуван потврден прв тест, значи кога биле заболени за COVID-19 и потоа последователни 2 негативни теста, од кои што се чека, значи 21 ден за да ги повикаме за повторно трето ретестирање и ни за други анализи кои што, значи, ќе потврдат прво дека тие се во добра здравствена состојба, нели пред се, за да не му се наштети на донорот како и при нормално крводарување и потоа да не му се наштети на тој што ќе ја прими крвта. Кои ги плаќа тестовите, бидејќи напоменавте неколку, не се малку, дали се тие на сметка на државата или лицето кое што донира? Не, лицата кои што донираат немаат никакви трошкови, значи тоа е све организирано меѓуинституционално. А каква е културата каква е заинтересираноста кај излечените пациенти во Македонија? Сега можеби вие директно не сте разговарале со пациентите, меѓутоа ги знаете овие информации, ги знаете разговорите, бидејќи сте во постојан контакт со... Не, ние баш напротив, значи директно ги знаеме, бидејќи идеја наша беше баш тројцата лекари кои што сме вклучени во оваа работа, значи јас, доктор Усеини и доктор Петковиќ, директно да разговараме со верителите, да ги покануваме, бидејќи е нова работа, бидејќи тие прележале на тешка болест, значи да ги информираме, да ги мотивираме. И можам да ви кажам на големо задоволство наше, повеќето од нив се веќе информирани, спремни се, значи сите покажуваат добра волја, меѓутоа како што ви кажав, здравствената состојба на поголем дел од потенцијалните дарители не им дозволува да го направат тоа. Значи голема е свеста и јас им се заблагодарувам и ве користам оваа прилика да ги поканам тие што се уште ги немаме ние контактирано или они нас, дека на официјалната веб страна на Институтот за трансфузиона медицина, значи постои цела страна за дарување конвалесцентна плазма, каде што се објаснети базичните, да речам, принципи на дарувањето и постои формулар на кој што може да се пријават потенцијалните донори и потоа ние ќе ги контактираме и ќе ги поканиме за дарување доколку ги исполнуваат условите. Доктор Грубовиќ, кои од заболените се потенцијални приматели на конвалесцентна плазма? Има некаква селекција на тоа кој може да ја прима, а кој не? Прима светските стандарди, значи се оди од средно тешки до најтешко болни, меѓутоа се во координација, значи, со инфектолозите кои што ги лекуваат, меѓутоа тоа се секако, значи, хоспитализираните пациенти кои што имаат веќе јаки симптоми на акутна респираторна болест. Какви ќе бидат бројките денови? Гледаме дека
Затоа Различни се. јас на би се оградила не можам да кажам бидејќи тоа нели не е ни во мој домена и не верувам дека некој може да предвиди нели што ќе се случува понатак. Добро, видов дека одредени медиуми се повикуваат на некакви анонимни извори, па имаше реакција од самото Министерство за здравство за бројките со кои што се излегува во јавноста, непотврдени бројки. Меѓутоа, сакав еве да ви украдам една мала информација која што можеби ќе ви се... Не, тоа никој не може однапред да го знае како ќе се одвиваат работите. Меѓутоа, сепак свеста, еве и тоа би можела да го упатам како апел меѓу жителите на нашата убава држава, значи да се сепак да се внимава, немаме мерки сега нели кои што ограничуваат се, меѓутоа секако би ја препорачала носењето на заштитната опрема, пред се маските и одржување сепак на каква таква дистанца помеѓу и внимание како се што беше претходно за да ни се зачува здравјето на сите. Да, доктор Грубовиќ, за крај само бидејќи на почетокот напоменав дека конвалесцентна плазма се всушност оние антитела создадени во организмот за борба против вирусната инфекција, колку време обстојува таа во организмот на човекот? Секој оној кој што мислам нова болест и никој не го знае со сигурност точно бидејќи треба да помине нели време за да се знае точно колку време тој имунитет ќе трае. Не е значи еднаш сте го добили и веќе за навек стои во организмот. Тоа ни ние, ни јас мислам се уште дури ни Светска здравствена организација не го знае. Значи треба време да помине за да ги имаме некои дефинитивни заклучоци за многу работи во врска со COVID-19. Да, непозната инфекција, се уште се истражува вирусот. Да. Ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за вклучувањето во утрински брифинг. Се надевам дека ќе од оние излечените пациенти ќе добиете се повеќе, бидејќи се работи за своевиден лек, ќе добиете конвалесцентна плазма со која што ќе се третираат успешно и останати пациенти, а да се надеваме дека ќе се намали бројот на новозаразени во текот на деновите кои што следат. Меѓутоа, веќе онаа фраза која што не сакам да ја повторувам, со коронавирусот ќе треба да научиме да живееме се до пронаоѓањето на вистинската вакцина. Доктор Радица Грубовиќ Растворцева, раководител на Институтот за трансфузиона медицина,